презентацијата на кандидатските листи за членови на Советот на Општина Охрид ја продолжуваме со движењето Охрид пред се во студиото на Охрид Ньюс. Леона Кичес, добре дојде. Добре најдов, здраво. Да почнеме од почеток, што нуди концептот Охрид пред се, што им нуди на охриѓани на овие локални избори. Вака, појдовна основа на нашата програма е дека ние се залагаме за општиот интерес пред личниот и партискиот интерес. Како сегменти кои сакам да ги потенцирам од нашата програма се соработка со бизнис секторот и поддршка на стартап компаниите, потоа подобра инфраструктура, деполитизирано и поквалитетно образование, поддршка на туризмот, угостителството како основна дејност во Охрид, особено плажите, поддршка за проекти за заштита на животната средина и сите проекти кои се насочени кон енергетска ефикасност. Што според Охрид пред се треба да биде приоритет на градот во наредните 4 години? Вака, најпрво сметам дека треба да се постават сите, да се даде предност на алоцирање на човечкиот потенцијал на оние места каде што треба да се постават на јавните служби луѓе. Според треба да се даде предност на мерит системот, а не на споил системот, односно да бидат поставувани луѓе според нивна стручност и компетентност, а не според партиска лојалност и послушност. Понатаму се залагаме за рационално управување со буџетот на општината. Тоа би значило дека сите оние инфраструктурни проекти што се базични треба да се санираат, како што се канализација, одвод-довод, бидејќи тие и представуваат основни човекови права. Исто така, нашата програма се залага и за аплицирање за европските фондови, значи да се направи сектор од стручни лица кои ќе аплицира за истите. Како ќе делува вашата политичка опција во Советот на Општината? Најпрво ние не сме политичка опција, ние сме само една група на обични граѓани кои имаме иста цел, а таа цел е да ги представуваме доследно граѓаните на Охрид во Советот на Општината. Ние планираме да делуваме транспарентно и во името на општиот интерес. Планираме да бидеме конструктивни, да соработуваме со градоначалникот за сите оние прашања кои што сметаме дека се за општото добро на Охрид. Мислам дека е крајно време Советот да биде вистинскиот глас на охриѓани, а не да биде како продолжена рака на политичките партии и да работи во интерес на поединци. Според вас, дали и какви реформи се потребни во локалната самоуправа и во јавните предпријатија кои се под нејзина капа? Сметам дека дефинитивно се потребни реформи. Најпрво, реформите во управувањето на локалната самоуправа и во јавните предпријатија треба да бидат во насока на усогласување на она што де факто се случува во Советот, да биде усогласено според законските одредби, односно според словото на законот. Исто така, сметаме дека треба да се смени деловникот на Општината Охрид, со што по-конкретно ќе се разграничат надлежностите на Советот од оние на градоначалник. Како ќе комуницирате со граѓаните, како ќе ги застапувате нивните интереси во Советот? Мислам дека комуникацијата со граѓаните е круцијална за тоа правилно да бидат застапени во Советот. За оние тековни прашања планираме да се консултираме со представниците на сите соодветни местни и урбани заедници, а за поголеми прашања кои се од поголем интерес планираме да се консултираме со граѓаните во форма на референдум или во собир на граѓани, како форма на собир на граѓани. Спомнавте референдумот, тоа би било за некои крупни прашања? Да, за прашања кои се од општи интерес за градот, како еден од начините, од формите на непосредна демократија и всушност. Зошто охриѓани да гласа за советничката листа предводена од Охрид пред се? Сметам дека евидентен е трендот во цела држава, особено во Охрид на независни листи, и сметам дека ние сме таа свежина која треба да се внесе во ова политизирано и партизирано општество. Гласот за нас представува глас за сите вас, значи глас за сите охриѓани, глас за сите оние на кои што Охрид име пред се.
Благодарам за издвоеното време што ја представивте вашата програма, вашиот концепт на листата предводена од Охрид пред се. Бесплатната презентација на кандидатските листи за членови на Советот на град Охрид ја продолжуваме со листата предводена од Стефче Стевовски, добро познат на јавноста. Добре дојде во студиото на Охрид Ньюс. Добре ве најдов. Што нуди програмата на Стефче Стевовски на кандидатската листа која ја предводите? Пред се, мојата програма е програма која што е создадена врз основа на реални потреби на граѓаните. Во мојата програма ќе се сретнат идеи пред се од граѓаните кои што се неминовни во најкраток можен рок да се завршат. Пред се тука се работи за изградба и доградба на патниот правец Охрид Свети Наум со целосна реконструкција. Во кратко да кажам, втора една од точките е регулирање на просторот кај црквата Свети Јован Канео. Свесни сме дека секоја година не гинат луѓе, па во нашата програма е ставено расчистување на просторот, создавање на услови за нормално скокање на тие кои што се ентузијасти за скокање во вода, чистењето на камењата и одржување во иднина и надпревари од таков вид како што се надпреварите во Мостар или другите места. Исто така имаме субвенциониран јавен превоз за физички и правни лица, односно спортските клубови кои што ни функционираат на подрачјево на Охрид и така. Има, зборам ќе биде тоа малци и запознаета од понеделник повеќе. Да. Што според вас е приоритет за Охрид и што треба да биде приоритет во наредните 4 години? Пред се, мојата советничка листа и како носител јас ќе се бориме она што представуваат големо зло на општинската јавна администрација, односно против митото и корупцијата кој што ни е запоседнато во зградата на општината. Охрид мора пред се да се справите со урбаната мафија, каде што сметам дека ќе имаме добар успех, бидејќи предлагаме и се надеваме дека ќе биде прифатено создавањето на урбана, односно комунална полиција, која што ќе се бори против урбаната мафија и против сите тие кои што ги кршат законите, а кои што се закони во надлежност на општината Охрид. Пред се мислам на заштита на животната средина, заштита на крајбрежјето на Охридското езеро и согласно препораките на УНЕСКО. Доколку ја добиете довербата од граѓаните, како ќе делувате во Советот? Јас во Советот пред се ќе делувам независно од желбите на двете најголеми политички партии во градов и во Македонија. Ќе делувам на тој начин што и предлозите и иницијативите, независно дали ќе бидат дел од мнозинството или дел од опозицијата, од моја страна, во колку се во интерес на граѓаните на Охрид, во колку значат напредок, развој на градот, ќе бидат прифатени и поддржани и ќе се борам за нивно остварување. Не ме интересираат ниту едната, ниту другата страна, бидејќи тие две партии создадоа доволно штета на ова општество и мислам дека треба да има веќе некој баланс. Инсистирате ли на некои делови од програмата без оглед дали во каква позиција ќе сте во Советот? Деловите од програмата пред се ќе се однесуваат, кажав, првите две точки што се патниот правец Охрид Свети Наум, местото Канео мора да се реши, мора да се справиме со урбаната мафија, мора да го спречиме митото и корупцијата во општината Охрид, мора митот кој што е стекнат и даденото име од народот за општината Охрид, така нареченото нервно деление, тоа мора ние да го искорениме со законито работење, со професионално работење во општината и односно да бидеме во функција пред се на потребите на граѓаните. Дали и какви реформи се потребни на локалната самоуправа и јавните предпријатија? Ние еден од главните проблеми што го имаат локалната самоуправа, општината Охрид и јавните предпријатија кои што се создадени од страна на општината е митото, корупцијата, но има до еден друг спореден проблем кој што сите ние го премолчуваме, а тоа е кодексот на облекување, односно сооблекување на јавната администрација,
многу граѓани во секојдневните контакти реагираат на нивното облекување. Денеска, значи, тамо може да се затекнете на ситуација каде што не знаете дали влегувате во јавна институција која што треба да биде во служба на граѓаните или влегувате на некое друго место. Како ќе комуницирате со граѓаните? Како ќе ги застапувате нивните права? Тука јас ќе бидам малце поразличен од досегашната пракса. Планирам со средствата кои што ни следуваат како советници во општина Охрид да отворам канцеларија во централното градско подрачје, кое што ќе има работно време и каде што преку непосреден контакт со граѓаните ќе ги примаме нивните сугестии, нивните предлози, нивните проблеми, ќе ги решаваме проблемите заеднички кои што се однесуваат на општинските проблеми, како и проблеми кои што ги засегаат на републичко ниво. Односно, ќе видиме на вистина во служба на граѓаните. Зошто охриѓани да гласа за Стефче Стевовски за листата која ја предводи тој? Затоа што Стефче Стевовски ќе биде нешто ново, ќе биде нешто друго, ќе биде нешто сериозно, бидејќи Стефче Стевовски докажа дека 32 години му беше посветен на граѓаните на Охрид, на градот Охрид. Стефче Стевовски трпеше многу голема штета од корумпираните политички партии ВМРО, ДПМН и СДСМ. Стефче Стевовски плати голема цена финансиски, преку 30.000 евра, и Стефче Стевовски не го скршија, остана таков како што и денес. Ќе му служам и понатака, како што му служев овие 32 години во Министерството за внатрешни работи. Благодарам што издвоивте време, што бевте дел од презентацијата на концептите на кандидатите за советници на општина Охрид. Ви благодарам и на нас. Овој блок од презентацијата на кандидатите за членови на Советот на град Охрид го завршуваме со советничката листа на Единствена Македонија, носител господинот Владимир Супловски. Добре дојдовте и за вас во студиото на Охрид Ньюс. Добре најдов и поздрав до сите граѓани на Охрид. Што нуди вашата програма? Па пред се нашата програма е сублимат на двомесечни контакти со локалното население од различни места и од различни провинции, од лажна провинцијација. Пред се нашата програма нуди решенија, посебно во секторот туризам и локален развој, со оглед дека во Прилеп можеме да зборуваме за тутунот, за Охрид приоритетно секако е туризмот и локалниот развој, образование и здравство, земјоделство и сточарство, спорт, култура, урбанизам и заштита на животната средина, полицијата во локалната заедница, поддршка во превенција и борба против корупцијата, грижа за ранливите групи на граѓани и соработка на локалните власти со диаспората, која е реткост од програмите. Значи, како што реков, оваа програма нуди решенија, за тоа стои стотици, не 100, него стотици години работен стаж на членовите на нашата листа, како во пред се приватниот сектор, така и во државните институции. Значи, ние за време на нашата работа сме се среќавале со проблеми, сме изнаоѓале решенија и тоа сакаме да го имплементираме и за време на нашиот мандат во општина Охрид. Што според вас треба да биде приоритет на општина Охрид во наредните 4 години? Па во секој случај приоритет треба да биде туризмот. Значи, знаеме дека можам да кажем слободно дека над 60% од прометот во туризмот се одвива на сива економија. Значи, мораме да најме решение пред се во приватно сместување во апартманите. Значи, немаме контролен механизам за тој делот од туристичкиот сектор. Значи, мора да се најде начинот на наплата на туристичка такса, начинот на дивото работење на така наречените точак агенции, на апартманите кои не се пријавени. Знаеме дека имаме околу 8.000 нерезидентни станови кои продуцираат огромна загуба за буџетот на Охрид, со оглед дека тие голем дел од нив не ги пријавуваат своите гости, а тоа ствара и нормално нелојална конкуренција на хотелите и тоа повлекува исто така на недоволно рентабилно работење на хотелите и нормално и во однос на
персоналот, наместо да го чува хотелот година дена, тие се принудени да го чуваат само сезонски, што произведува и нормално и проблем со вработување и одлив на младите лица надвор од Македонија, од Охрид конкретно. Доколку ја добиете довербата на граѓаните, како ќе делувате во Советот? Во Советот во секој случај ќе делуваме ние независно, ќе прифаќаме се она што е позитивно за граѓаните на Охрид, без разлика од која страна е предложено, ќе критикуваме или ќе отфрламе се она што не е согласно законот пред се и што не е во интерес на граѓаните на Охрид. Значи секако дека нашиот настав, затоа што и пред тоа и покрај тоа што сме предложени од од партија, ние нашата група е фактички не партиска група и сме граѓани, така и гласи мотото на нашата советничка група, граѓани зависни од граѓаните на Охрид. Значи, ние сме исклучиво зависни од граѓаните на Охрид. Што според вас, односно дали според вас, се потребни реформи во работата на локалната самоуправа и во јавните предпријатија кои се по нејзина капа? Па, што се однесува до локалната самоуправа, сите сме свесни, сите знае дека има една, така речем, крилатица за општина Охрид која ќе прашите луѓето кај одите одам во нервно. Тоа пред се должи на лошото искуство на граѓаните од добивањето на услугите од службениците во општина Охрид. Мислам дека сите ние сме свесни за тоа и тоа мора да се промени. Исто така мора да се промени вработеноста во општина Охрид со оглед на тоа дека има законска регулатива на колку илјади граѓани, колку треба да ја биде администрација. Тоа не значи отпуштање, тоа значи може рекомпонирање на некои делови во, да речеме, во општинските јавни предпријатија. Например, да имат јавно предпријатие за стопанисување со паркинзи, да има посебно посебен дел или посебно предпријатие, јавно предпријатие за стопанисување со паркови и зеленила, така да и комуналец и спортскиот центар ќе се бават со оние работи за кои треба тие стрикно се бават. Сосема за крај, бидејќи ни стече времето, како ќе комуницирате со граѓаните и зошто охриѓани да гласаат за вашата листа? Во секој случај дека ние како советничка листа и покрај тоа што неколку од нас ќе влезат, ќе комуницираме со граѓани директно, значи и за време на кампањата и после тоа, значи ќе комуницираме директно на терен, директно со контакти, лични контакти со граѓаните. Нормално дека тука како помашна алатка ќе бидат и електронските медиуми и пишаните медиуми, но во секој случај дека велам дека нашата екипа ќе работи пред се на терен за време изборите, а и после тоа луѓето кои ќе влезат во Советот за сите оние прашања што се однесува на нив, ќе имаме комуникација со локалното население и ќе црпиме најсоодветни решенија за луѓето. Ви благодарам што издвоивте време и бевте гостин во програмата на Охрид Нјуз. Благодарам вас. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието со кое ги следевте презентациите на кандидатските листи за членови на Советот на град Охрид. Им благодарам и на членовите на кандидатските листи и нивните представници што се одзваа на поканата на Охрид Нјуз. Уредно поканети беа и представници од ЛДП Дом, од листата предводена од Антонио Наумовски, Беса и Дуи, меѓутоа нивните представници не се појавија во студиото на Охрид Нјуз. Може би во следна прилика. До тогаш, останете со здрави.